Змија нападна жена во Делчевско Габрово. 68-годишната жена која работела земјоделски работи завршила со змиски отров откако била касната во пределот на ногата, па со тешки симптоми на труење од змискиот отров била префрлена во инфективната клиника во Штип. Првично во наши услови е примен, серум антивиперум, односно серум против змии, се со цел да помогнеме во разрушувањето на отровот, бидејќи знаеме дека змискиот отров многу брзо ги напаѓа еритроцитите, ги уништува јадрата и предизвикува на некој начин интоксикација во човечкиот организам. Змиите ги има и ова лето и во градската средина во Делчево, посебно покрај Брегалница, но за разлика од лани досега до инспекцијската општинска служба стигнала само една пријава од населбата Велјко Влаховиќ во Делчево. Не постои во Македонија ниеден закон со кој се регулира оваа област. Наречеме да има закон, подзаконски акти, правилници, освен како што има задолжителна дезинфекција, дератизација за глодари, кај влекачите нема. Но сепак инспекторот Николовски ги смирува граѓаните, змиите не напаѓаат доколку не се чувствуваат загрозени. Општо во Македонија, од моите скромни познавања за овие влекачи, има две врсти на змии кои се отровни и тоа многу. Тоа е змијата поскок и шарк. Додека сите други змии се безопасни. Ова лето тројца жители од Истоков, од кои едното дете, завршиле на инфективната клиника со тешки форми на труење од змиски отров.